Тропските горештини, сувата зима и недостатокот на дожд ги пресушија реките во Европа. Најзагрижувачка е состојбата со реката Дунав, која речиси е пресушена и предизвикува сериозна криза со струјата во Србија и Унгарија. Овие две земји се соочуваат со сериозни проблеми во производството и снабдувањето со електрична енергија. Македонија како увозно зависна држава засега нема последици, но ако трпат соседите, и државава може да се соочи со вакви слични проблеми. Дунав денеска достигна рекордно низок водостој, беа измерени дури 163 сантиметри под референтната вредност. Унгарските власти целосно ја исклучија нуклеарната централа Пакш за прв пат по 44 години. Нуклеарката произведува дури 40% од струјата во земјата. Премиерот Петер Маѓер побара од граѓаните да штедат струја во периодот од 17 до 22 часот и да го ограничат користењето на климауредите и машините за перење. Унгарија веројатно никогаш не била во ваква тешка енергетска состојба во изминативе децении како сега и се наоѓаме на самиот старт на потешкотиите. Се уште оперираме со речиси половина од капацитетите со 940 мегавати, наместо со 2000 мегавати, но поради намалувањето на водостојот на Дунав, друго намалување на капацитетите се очекува наскоро. Сигурносни исклучувања мора да има. Енергетски аларми во Србија. Хидроелектраните Гердап 1 и Гердап 2 едва и произведуваат струја поради нискиот водостој на Дунав. Министерката за енергетика на Србија рече дека ова е рекордно ниско производство од 20 до 30% од капацитетите. Останатите акумулации се наполнети околу 75%, а состојбата во Костолац е стабилна. За сега нема проблеми со производството од најголемите термоелектрани Никола Тесла, ниту пак со водата од реката Сава за ладење. Во Србија е регистрирана рекордна потрошувачка на струја на ниво на зимските месеци. По седницата на штабот за вонредни состојби, српскиот премиер Ѓуро Мацут изјави дека снабдувањето е стабилно, но сите будно ја следат состојбата. Оно што е неопходно јесте да се одржи. Неопходно е да се одржи стабилноста на енергетскиот систем, која во моментов е целосно обезбедена, како и да се обезбеди функционалноста на пловниот режим, односно да се овозможи непречена пловидба по Дунав. Исто така треба да се одржи поврзаноста со каналскиот систем Дунав-Тиса-Дунав, а токму на тоа најинтензивно ќе работат водостопанствата. Проблеми има и во Бугарија. Сите стравуваат уште колку ќе може да издржи со работа нуклеарката Козлодуј, која исто така ја користи водата од Дунав. И покрај тоа што надлежните смируваат, граѓаните стравуваат од нови прекини на струјата. Сепак сите признаваат дека следните денови ќе бидат критични, особено периодот до петок, за кога се најавуваат температури од 40 степени. Кај нас премиерот Мицкоски во неколку наврати рече дека за разлика од пред неколку години кога беа на 8%, сега акумулациите се полни 70 до 80%.